Буквата Ж. Железничката колонија. За потребите на железничарите во 1920 година била изградена дрвена барака на улицата Водњанска, а подоцна била изградена и железничката колонија составена од 30 куќи, југозападно од станицата во Дебар Мало. Железничката зграда во Скопје, која се наоѓа на улицата Борка Талески позади трговскиот центар Буњаковец, би можела да раскаже дека овде се снимале инсерти од познатиот македонски филм Среќна нова 49-та и дека дел од станарите биле статисти. Десетина генерации живееле со овие станови кои се со различна големина. Помалите со површина од 48 метри квадратни, а поголемите од 120 метри квадратни. Железничката зграда преживеа промена на општеството и политичкото уредување. Го преживеа големиот земјотрес од 1963 и помали земјотреси што следеа потоа. Преживеа поплави, други природни катастрофи и разни профили на станари, но не може да ја преживее и негрижата на заедницата, незаинтересирана да го реставрира ова културно наследство. Зградата е град во мало. Осмислена е така што на станарите ќе им понуди богат, интерактивен живот исполнет со заеднички активности. Во дворот има летниковец и зелена површина каде некогаш се играле околу 400 деца. Само 45% од просторот е наменет за домување. Остатокот е заеднички простории и комунален дел. Меѓу заедничките простории и салата во која некогаш се играло пинг-понг, сега овој дел се изнајмува на приватна фирма. Зградата има и своја киносала. Првата проекција била одржана во 1959 и хрониките зборуваат дека присуствувале 24 станари. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно